Почитувани колеги ловци, денешната емисија во целост ќе ја посветиме на Ловечката федерација на Македонија и незините активности поврзани со доделување на медали и пехари во врска со оценетите ловечки трофеи од страна на Комисијата за оценување на ловечки трофеи формирана од страна на Ловечката федерација на Македонија. Трофеите беа изложени во државната изложба која се одржа на ловечки трофеи, која се одржа минатата година во месец ноември. Таква изложба беше последен пат формирана или одржана во далечната 1981 година и еве сега, после долги 41 година, точно 41 година, се изврши евидентирање на трофеите од цела Република Македонија и истите беа оценети од страна на 7-члена комисија за оценување на ловечки трофеи од Ловечката федерација на Македонија. Најзаслужни, морам да кажам, најзаслужни за оваа изложба се Ловечката федерација на Македонија, односно членовите и представниците од актуелниот состав на оваа федерација, како и председателот на Ловечката федерација на Македонија, господинот Владко Алексовски, кој покажа висок степен на одговорност кон оваа значена ловечка институција. Господинот Владко Алексовски зема активно учество во измените за Законот за ловство и оружје, се со една цел олеснување на постапката за добивање на ловечко оружје, односно за добивање на одобрение за ловечко оружје за ловците почетници, но и за оние кои веќе имаат ловечко оружје, нели, со цел или доколку сакаат да купат, нели, ново оружје, едноставно да се олесни постапката за добивање на одобрение. Се надеваме дека законодавната власт ќе има слух за примена на овие предлози што ги дава Ловечката федерација на Македонија и нивна примена во донесување или креирање на новиот закон за лов и ловство во Република Македонија, како и законот за оружје. Жива цел како емисија која се бави, нели, се занимава со темите поврзани со ловот и ловството, секогаш ќе ја поддржува Ловечката федерација на Македонија, како и председателот на оваа федерација, господинот Владко Алексовски, и редовно ќе известува во врска со активностите кои доаѓаат и предлозите од страна на федерацијата за ловците да бидат во тек со преземените активности и случувања во врска со законските измени, нели, и сеопшто, нели, во врска со ловот и ловството во Република Македонија. А сега да ги погледнеме доделувањата на пехарите и медалите од страна на Ловечката федерација, нели, и председателот Алексовски за најдобро рангираните и најдобро оценетите ловечки трофеи од страна на Комисијата за оценување на ловечки трофеи при Ловечката федерација на Македонија во просториите на оваа федерација.
Почитувани колеги ловци, добре дојдовте во просториите на Ловечката федерација на Македонија на доделување на пехари и медали на најдобрите, највисоко рангираните и највисоко трофејните примероци на трофеи кои што беа изложени на државната изложба на ловечки трофеи која што се одржа во месец ноември 2022 година. Едно мало подсетување, како Ловечка федерација на Македонија со Комисијата за оценување на ловечки трофеи се гордееме со ова што го направивме во изминатиот период, бидејќи последната изложба на ловечки трофеи на овие простори се одржала далечната 1981 година, значи после 41 година ова екипа на Ловечката федерација на Македонија успеавме со многу вложен труд, со многу одвоено слободно време, со многу посветеност да извршиме евидентирање на трофеите во целата држава, да ги оцениме и како прв предуслов за закажување на државна изложба на трофеи, која што сметаме дека беше успешна, посетена, од нејзе беа забележани многу прекрасни трофеи, кои што дел од нив се и тука денеска, и сметаме дека тоа е едно наше големо национално богатство на кое како Ловечка федерација и како ловци се гордееме. Реков дека денеска ќе ги доделиме пехарите во 6 категории на најдобрите трофеи, тоа див вепар, дива коза, срндак, волк, мечка и елен, и имаме спремено медали во злато, сребро и бронза за останатите трофеи кои што се во тие категории вреднувани според нивните поени при оценувањето, но пехар ќе добијат само најдобрите и ќе ги прогласиме за државни победници, односно државни шампиони. А сега ќе му препуштам збор на претседателот на Комисијата за оценување на трофеи при Ловечката федерација на Македонија, Денис Танчев, да почне со прогласувањето и со доделувањето на пехарите и медалите. Пред се сакам да им се заблагодарам на целата екипа, на целиот тим кој помогна да оствариме оваа цел, да направиме евиденција на трофеи, бидејќи немаше направено од 1982 година, за прв пат успеавме да евидентираме преку 600 трофеи на ниво на цела држава, каде видовме со какви примероци располагаме, со какви трофеи. Тоа е национално богатство за кое треба да навистина да покренеме поголема грижа за да придонесеме за развивање на ловот и ловството во Македонија. Пред нас имаме повише категории на трофеи, од вепар, од срндак, дива коза, мечка, волк, еден од трофеите по кои сме најпознати, како што напоменав, дивата коза и волкот, и сум горд што успеавме сет ова да го оствариме, благодарност на целиот тим кој помогна. Затоа од сите трофеи се евидентирани и оценети. На медали ќе добијат најтрофејните. Мора да земеме во обзир дека секој трофеј има своја убавина. Значи, без разлика на трофејната вредност, дали е во злато или во сребро или во бронза. Секој трофеј треба да го вреднуваме на начинот до кој сме стигнале. Можеме да почнеме и да ги доделиме медалите и да ги прочитаме најуспешните. Најуспешниот трофеј на срндак го има Драган Миленковски од Кичево. Тој е навистина прекрасен и државен првак. Ако е тука може... Не е тука, нажалост. Втор по успешност по поени е трофејот на Христијан Наумчевски од 165,1 циц поен. Срндак со трофеј на вредност од 141,15 поени, Фикрет Макмудовски. Срндак со трофеј од 139,27 поени, Целе Чолевски.
Браво, мајсторе. Срндак од 129,45 поени, Панајот Ќоровски. Срндак од 125,55 поени, Станоја Становески. Срндак од 123,8 поени, Митко Туторчевски. Турески. Срндак од 123,32 поени, Бране Георгиевски. Срндак од 112,75 поени, Танчев Денис. Тоа беа срндаците од најуспешните кои беа оценети. Сега ќе поминеме на додолување на медалите за вепрови. Жарко Озоровски, вепар од 111,1 поен. Тоа е бронза. Вепар од 115,4 поени, Драган Миленковски. Вепар од 117,8 поени, Никола Богдановски. Да се надеваме дека зидот нема да стои празен више. Вепар од 120,85 поени, Митко Тутуревски. Вепар од 122,7 поени, Цветко Чолевски. Браво, браво. Вепар од 125,9 поени, Васе Велковски. Вепар кој е воедно и најтрофеен вепар од 135,97 поени, Владко Максимовски. За вепар медалјата. Еден од трофеите кој е најценет бар за мене, тоа е Дивата коза и Дивојарецот. Вепар од 100,22 поени, Никола Богдановски. Да. Дивокоза од 103,45 поени, Бране Георгиевски. Дивојарец од 104,52 поени, Јордан Вокановски. Ја земеш. Дивојарец од 114,97 поени и државен првак Јордан Вокановски. Скрос лево.
дојде до моментот каде што треба да го представиме дивечот за кој секој ловец непроценливо го сака да се стекне со таков трофеј, тоа е волкот. Митко Титаревски, 36,46 поени. Имаме исто така неколку примери на трофеј од мечка. Митко Титаревски, 55,5 поени. Иако е многу одамна отстрелена, трофејот е непроценлив. Добре Чолевски. Добре. И држаме првак од мечка, 63,5 поени. Богдан Ѓоргиевски. Како еден од ловците кои имаат најбогата колекција на ловечки трофеи, како на предатори, иако шакалот денеска е забранет, нажалост, секаде се лови, порано беше дозволен. 25,77 поени, Митко Титуревски. Шакал од 27,1 поен. И држаме првак Митко Титуревски. Немаме златна медала, пошто немаме. Тоа беа сите трофеи кои беа оценети досега во медале. Имаме уште многу трофеи кои имаат голема трофејна вредност, но нажалост не влегува во медале. Сега му давам збор на председателот Ватко Алексовски и да се заблагодари на целиот тим кој успешно придонесе кон оценување и евиденција на трофеите. Почитувани колеги ловци, ниту еден резултат, ниту еден успех во се во животот, па и во областа на ловството не се случајни и не доаѓаат случајно. На се претходи многу вложен труд, многу посветеност, многу ангажмани на сите нас, така да и оваа државна изложба на ловечки трофеи 2022, со која сите како Ловечка федерација на Македонија се гордееме, беше резултат на безрезервно вложување со сите човечки ресурси и капацитети со кои што располага Ловечката федерација на Македонија, пред се на луѓето кои што се членови на Комисијата за оценување на ловечки трофеи и останати пријатели на Ловечката федерација на Македонија и на ловството во Македонија, кои што медиумски и логистички ја помогнаа оваа манифестација, државна изложба на ловечки трофеи 2022 година. Сега јавно ќе се заблагодарам и имам подготвено благодарници на следните лица кои што во моментот не се тука. Тоде Пановски, Борис Трајанов, Огнен Поленак, Менде Николовски, во ловечките кругови познат како Менде препарирање од битола, еден од насите најеминентни препаратори. Илија Чантар Богданов, Елмаз Далипи и Шпетим Джелили. А сега ќе доделам благодарници
на колегите ловци кои што денеска се тука со нас присутни. Благодарница на Денис Танчев по повод државна изложба на ловешки трофеи. За посебни заслуги во работењето на Ловечката федерација на Македонија и унапредување на ловството во Македонија. Благодарница за посебни заслуги во работењето на ЛФМ и унапредување на ловството во Македонија добива Бране Ѓорѓиевски. Благодарница добива уште еден наш колега ловец, другар, пријател, прекрасна личност, член на Комисијата за оценување на ловешки трофеи, Нухи Весели. За посебни заслуги при организирањето на изложбата на ловешки трофеи 2022 година, благодарница од ЛФМ добива и нашиот колега ловец Митко Тутурески. Благодарните. Благодарница добива и Дарко Грговски за посебни заслуги во работењето на Ловечката федерација на Македонија, кој што безрезервно се вклучи во тимот кој што ја организираше државната изложба на трофеи и јавно му се заблагодарувам. Благодарница по повод државната изложба на ловечки трофеи 2022 година за посебни заслуги во работењето на Ловечката федерација на Македонија и унапредувањето на ловството во Македонија. Пред се целата медиумска поддршка ја добива Алфа телевизија. Го молам господинот Методи Алексов да ја прими благодарницата. Благодарница по повод државната изложба на ловешки трофеи 2022 година добива емисијата за лов и риболов Жива цел. Благодарам и на вас. Почитувани колеги, велат крајот делото го краси. Сметам дека со ова заокруживме еден успешен проект на евиденција и оценување на ловечките трофеи во целата држава. Како резултат на тоа оценување и таа евиденција резултираше државната изложба на ловечки трофеи. Денеска имавме во просториите на Ловечка федерација на Македонија една мини свеченост на доделување на медали и пехари. Ви посакувам уште многу успешни ловови, уште многу убави трофеи да ги красат вашите витрини и вашите домови. И една препорака од мене како претседател на Ловечката федерација на Македонија: почитувајте ја ловечката етика, почитувајте го ловечкиот морал, секогаш ловете за трофеј, немојте да ловите за месо. Ви посакувам добар поглед и мирна рака.